Добро дојдовте, драги гледачи, во уште едно издание на емисијата Сергеј Рементет. Вака изгледате како водителки на телевизија, вака, прекршени, укочени. Си доа пред себе, некаде претерувам. Што ќе гледаме денеска? Денеска ќе видиме во индустријата за убавина тема женски парфеми на ваше барање. Во мода ќе видиме што има тековни модни случувања. Во плакарот на Кека ќе се настега, ќе се дотера, ќе биде модерна. И во Q&A ќе одговорам на вашите прашања. Се гледаме. Добро дојдовте во индустријата за убавина. И како што кажа во самата најава, денеска ќе зборувам за тема за која што чека вистински момент на ваше барање. Темата ќе бидат парфеми. Често добивам пораки на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Рементет, што парфем би ви препорачал, што мислам дека е најдобар парфем и така натака и така натака. Јас имам тука неколку парфеми што ќе ви ги препорачам, меѓутоа накратко сакам само да ви кажам дека бирањето на парфем не е туку така едноставна работа. Парфем не се купува по тоа ако ви се допадне на вашата другарка, мајка, пријателка или било која блиска личност. Морате да знаете дека секоја кожа има различен квалитет, секоја кожа има различна пеха вредност, секоја кожа има различна влажност, секоја кожа различно реагира. Некои од вас се пушачи, некои од вас имаат посветла кожа, некои кожи повеќе се потат или повеќе лачат. Што и да е така, и тоа прави парфемот да не мириса кај вас како што мириса кај други или кај други да ви се допаѓа, а кај вас едноставно никој да не реагира на парфемот. Приказката за парфемите е стара колку и времето, малтене. Луѓето се опседнати со мирисни ноти од постоењето што се вика на човештвото. И ќе ви кажам приказката за парфемот на Марија Антоанита, направен од 1001 цвеќе. Замислете, драги гледачи, Марија Антоанита со парфем од тоа време од 1001 цвет. И самата Марија Антоанита се гушела своевремено сама од себе. Поентата на парфемот или кога ќе ставите парфем, не треба да ги угушите другите, а камоли да се угушите самите себе си. Тоа значи дека или изборот ви е лош, или дека сте претерале сакајќи да оставите голем впечаток, а оставате многу погрешен. Парфемот е нешто суптилно, парфемот е нешто многу интимно за секој човек, како и за машко, така и за женско. Денеска ќе зборувам за женски парфеми. Во следната емисија ќе обрнеме внимание на машките парфеми. Денеска ќе ви препорачам јас неколку типови на парфеми. Не повторно поаѓам од тоа што мене ми се допаѓа, меѓутоа сакам да ви понудам и нешто разноврсно. Повеќето од вас сакаат, некои сакаат сладки, некои сакаат цветни ноти, некои ги сакаат поинтензивни, некои сакаат посвежи мириси. И кога се бира парфем, треба да знаете прво кои парфеми сте ги користеле, ви се допаѓале и парфеми што оставиле впечаток. Во консултација со стручен персонал, ако појдете во Фабу, апсолутно ќе ви помогнат околу изборот, меѓутоа морате да кажете што ви се допаѓа од мирисни ноти, а што не. На некој му се допаѓа како мирисаат ружи, на некој не му се допаѓа, на некој му се допаѓа како мириса сандалово дрво или цимет, на некој не. Така да под тие некои насоки ќе го добиете тоа што е добро за вас, за вашата кожа, и пред се парфемот е и слика на вашата личност или вашиот персоналите. Сега, што треба да знаете кај секој парфем, не само за овој, кај сите парфеми. Сите парфеми се составени од 3 ноти. Значи, имаме топ нота или првата нота, и имате средната нота и имате најдолната нота. Сега, првата нота е таа што во првиот момент кога ќе се испрскате, ја чувствувате, е поприлично интензивна, меѓутоа после некое време таа истата нота испарува. Зашто ви кажа дека парфемот го осеќате после некое време? Заради тоа што треба време да се развие втората и базичната трета нота, која е есенцијата во суштина на парфемот, и тогаш тој се развива и доаѓа неговиот вистински мирис. Многу е погрешно бирањето на парфем, прскање во парфемерија, убаво мириса, одите дома, го ставате истиот, не мириса така како што сте очекувале после час или два. Ова е нов парфем, парфем на Шисеидо.
Парфемот се вика Мурасаки, односно би било на англиски Purple или виолетова, таква боја има одлично пакување, одличен дизајн на шиша. Тоа е цветно-флорален мирис, женски, нова линија на парфеми од 2022 година. Топ нотата му е калинка, јаболко и љубичица. Средната нота е вистерија, фрезија и јасмин, а базичната, основната нота е кашмирово дрво помешано со сандалово дрво. Впечатлив е на прва се осеќам мирисот на цвеќиња, кој што јас лично не е дека не го сакам, меѓутоа ми е малку преагресивен на прва. Меѓутоа подоцна развива во една перфектна, многу суптилна, многу нежна варијанта. Сега, што имам следно? Тука го имам еден од најпродаваните парфеми. Го имам парфемот Жадор на Dior, кој ова е нова линија на истиот Жадор, надоградена верзија на основната, базичната, што излезе на 1999 година. Dior имаат распон, огромна палета на парфеми, меѓутоа ова им е најдоброто од Dior. Јас прво дизајнот на самото шише е таков каков што е. Ова е надоградена верзија, односно нова верзија, се вика Жадор Infinissime. Има нота на амбер, цветна нота, исклучиво женски парфем. Топ нотите на овој парфем се црвен портокал или црвен, или така наречена блади помаранџа, блади ориндж, пинк пепер, бергамонт, средните ноти се тубероз, јасмин, ланг-ланг, лили of the valley и базната нота е сандаловина или сандалово дрво. Сега, ова е еден од, за мене, ајконик парфеми и дефинитивно од срце го препорачувам, заради тоа што миксот на сите овие работи што ви ги кажав, совршено се изблендани и имате некое чувство дека се наоѓате, имате чувство на специјалност, имате чувство на посебност. Морам да потенцирам дека овој парфем е првиот парфем што ја има срушено продажбата на Chanel 5. А трката помеѓу Dior и Chanel, како и во модната, така и во бјути индустријата е до ден денеска се онака тешки ривали. Така да единствениот парфем што го има срушено Chanel 5 дефинитивно вреди. Не е дека не може да го користите преку ден, меѓутоа има едно посебна ноќен шмек. Класичниот Жадор го имате внатре и со светлуцави моменти, има некои светки да вашата кожа светка, инспириране од грчка амфора. Паралелно додека зборам јас, можете да видите и рекламата која што онака цел свет го остави без зборови, каде што Шарлиз Терон го рекламира овој парфем и кога ја гледате едноставно рекламата не можете да одолеете од перфекцијата и начинот на кој што е сето тоа устимено. Шарлиз Терон сама по себе не би се нафатила ни да работи на нешто доколку не е вистински добро. И морам да ви кажам и една друга работа околу парфемите. Кај секој парфем, за тоа кажам јас дека е многу интимна работа, заради тоа што во секоја кампања за парфеми вие гледате сензуалност, гледате сексуалност, гледате заводливост. Значи парфемот е своевиден, не своевиден, него парфемот е еден вид на афродизијак. Меѓутоа треба да го најдете вистинскиот афродизијак што ќе одговара најдобро на вашата кожа. Луксузно пакување, луксузен мирис. Одиме со малку поскапи варијанти. Тука имам парфемите на Tom Ford, имам Soleil Blanc. Јас многу ги сакам парфемите на Tom Ford, заради тоа што се едноставно се посебни и се различни. Одма имам веќе едно друго чувство.
ова ви дава чувство на среќа, драги гледачи. Сега кога го прскам угол ми доаѓа некако на душата. Идеално е самото пакување само по себе. Многу се јаки на Tom Ford парфем. Кога мислам на јаки интензивни, има и потешки, има и полесни. Меѓутоа, ова е едно совршен парфем за летно време, заради тоа што е совршено дозиран. Буквално така како што треба, да не е презагушлив кога е многу топло и да е доволно да остави впечаток и да е доволно шармантен ноќно време. Состојките, односно нотите во Soleil Blanc на Tom Ford се исто така на цветна база и морам да потенцирам дека овој парфем е и за мажи и за жени. Значи ова е унисекс парфем и тоа можете да го проверите и да го едноставно да го изгуглате. Топ нотите му се фастак, бергамон, кардамон, пинк пепер, а средните ноти се тубероуз, ланг-ланг, јасмин, а базната нота му е коконат или кокос, амбер, тонка бин. Ви предизвикува некои филмски чувства на како да сте на некој приватен остров, каде што забавата и летото траат за секогаш. Кога го носите овој парфем, буквално се чувствувате така. Така да искрено од срце ви го препорачам, поготово за летно време и за женски и за машки. Следно, Fucking Fabulous. Fucking Fabulous е парфем исто така на Tom Ford. Многу модерен. Излезен е во 2017 година, кога излезе беше апсолутна драма околу овој парфем. Мора сите да го имаат, па и ден денес го користат и јавни личности. Топ нотите на Fucking Fabulous се жалфија, лаванда, средната нота е горчлив бадем или битер алмонд, го има мирисот на кожа и тоа го осеќате. Кога мислам на кожа, не мислам на ваква кожа, него мислам на ледер, класично како кожата што има мирис. Има ванила, меѓутоа базната нота е кожа, тонка бин, кашмир, бело дрво и амбер. Секој парфем што има амбер во него, јас многу го сакам, исто кога има и алмонд, има и ледер, има и ванила, меѓутоа тука се е тоа онака перфектно измиксано. Никогаш немате утка кај Tom Ford парфемите, само треба да го погодите вистинското, атрактивна шиша, атрактивно пакување, уште поатрактивен и впечатлив мирис кој ви дава едно, повторно ќе кажам, чувство на посебност. Повторно, моја топла препорака, проверете ги парфемите на Tom Ford во Fabuspot во хотелот Marriott, ќе ви излезат во пресред, има огромен избор и е огромна палета и секој може да го најде неговиот идеален Tom Ford парфем. И за крај го оставив мојот ултимативен фаворит, а сега ќе ви кажам и зошто. Станува збор за парфем, односно парфемите или парфем во случајот на Jo Malone Лондон. Прво, погледнете го пакувањето. Знаете дека нешто ексклузивно, нешто луксузно доаѓа во ова пакување. Различно изгледа и самото пакување од останатите парфеми. Почнуваме, нели, од кутијата. Не е спакувано во целофан, како што се спакувани другите парфеми. Значи, не доаѓа во кесе, него доаѓа една совршена кутија, како кутија од накитија. Има таа панделка. Едноставно, самото отпакување на Jo Malone е своевидно и доживување. Сега, јас внатре во оваа кутија го имам парфемот на Jo Malone, се вика Silk Blossom. Ова Jo Malone го има, ова е нова линија, го имаат извадено 2022 година, реинвенција на веќе постоечкиот Silk Blossom. Како да ви кажам, јас во овој случај го осеќам моментот кога парфемот ќе ве обземе. Значи, едноставно сакате вака да ви мирисе за секогаш. Ем што ја има чувството на елеганција, на децентност, на одмереност, доволен интензитет
неагресивен, многу суптилен, многу елегантен, многу класи. Во овој случај повторно станува збор за унисекс парфем кој што е и за мажи и за жени. Впрочем сите парфеми на Jo Malone се унисекс. Во описот стои дека е цветен парфем за мажи и за жени. Топ нотите се white pepper, средната нота е свилено дрво и базната нота е мос или мов. Сите позади камерата реагираат исто од кога го испрскав ова, сите сме како магепсани опчинати. Едноставно Jo Malone морате да го доживеете. При тоа е и совршен и како за подарок, а секој би сакал и да добие вакви подароци. Морам да потенцирам дека многу јавни личности се фанови на Jo Malone. Морам да го потенцирам моментот дека многу членови од кралското семејство го користат Jo Malone. И што е работата со Jo Malone, една друга работа. Освен што го имате тој различен мирис, едноставно издвојува од сите други парфеми и по доживување, и по мирис, и по суптилност, и по едноставно се чувствувате посебно. Друга посебна работа кај Jo Malone е што можете да ги мешате парфемите меѓу себе. Значи, ако имате 2 или 3 Jo Malone, не е дека ќе погрешите. Тие се така направени да се врзуваат меѓу себе и развиваат друга, трета, пета нота на вас. Така да тоа е и предност, освен што е пакувањето и толку елегантно, е толку децентно, мирисот едноставно не можам да ви го објаснам доживувањето, како драги гледачи имате чувство како да сте петиот елемент, како да сте како се у животот да ви е совршено, дури барем и на момент од срце ви го препорачувам. Јас сум како да кажем многу страствено обожавател на Jo Malone и мислам дека секој што може да си дозволи едно вакво прекрасно нешто, дека колку и да ви е денот или ноќта тажен, едноставно ќе бидете за момент среќни и ќе ви даде едно чувство на посебност. Така да завршив со мојот дефинитивно фаворит, победник е меѓу сите парфеми. Не е повторно ќе кажам дека другите не чинат или не е дека не ги сакам Tom Ford парфемите или нема врска, меѓутоа муабетот ми е дека со Jo Malone London имате посебно друго доживување. Во индустријата за убавина од мене денеска толку. Се гледаме во мода, а следната емисија ќе зборуваме за машки парфеми. Добродојавте у делот за мода. Денеска сакам темата во мода да ми биде повозрасни господи и како добро изгледаат доколку добро се средат. Не е дека се запоставен и не е дека ако сте плюс 60, плюс 70 години не значи дека не може или не треба да изгледате добро. Годините не ве дефинираат по тоа дали треба, дали сте млади или стари да изгледате добро. Секој сака да изгледа добро на било која годишна возраст. Имам при тоа тука едно видео кое што може да го погледнете паралелно, како една господја во години која што на нејзини се пред крајот на 6-та деценија почнува да се бави со манекенство заради тоа што е многу карактерна, многу интересна и е многу своја. Го гледате видеото паралелно дека јас зборувам како неа ја шминкат и можете да видите таа промена кај нејза која што е апсолутно фантастична и изгледа одлично и можете да го видите мејкапот како алатка функционална кога го вади најдоброто од вас. Ајде да погледнеме дел од нејзините фотографии на Инстаграм профилот. Имаме. Па погледнете, драги гледачи, господјата во моментот има 73 години. Изгледа многу отмено, многу гламурозно, многу класи и модерно. Едноставен црн стайлинг, ги има тие бисери на рацете, убав мејкап, убава коса. Next. Супер. И супер и фустана, супер е позата, супер е стилизирана. Па вие млади вака не се стилизирате во Хурем Султански алишта се облекувате. Next. Браво!
И чак поза знае да направи. И со чизми над колена. И одличен е тој фустан, секоја чест. Next. Хопа! И она. Еве, само што она е тука од друга поза и она Хоче, забранjeno voće, hoće. Pa normalno, kako? Погледнете колку добро изгледа. Сликана е при тоа во хулахопки леđени. Да. Во брусхалтер ги има бисерите на рацете и е наместена во чак поза на 70 и кусур години. А вие на 20 и кусур изгледате утуткани. Катастрофа. Браво за господјата. Next. Вака се позира. Крај. Супер се тие бисери, минимален стайлинг. Еве функцијата на црвениот кармин. Кога викам дека црвениот кармин е едно од главните оружја на жената и добар накид. Браво за господјата, браво за фотографијата. По професионални фотографии има господјава на 70 и кусур години, отколку вие што имате дрпнати утуткани слики од старо време на вашите Инстаграм профили. Next, па погледнете. Браво. Секоја чест и за мејкапот, и за стайлингот, и за фотографијата. Мега урбано, мега кул, мега модерно. Ова сакам да видам. Браво. Следно. Исто. Чак поза. Во спортско издание, имавме во гламурозно издание, имавме во издание на долен веш. Спортски, розев, кетсјут, добри патики, добра фотографија, добро светло. Нема ништо посебно, минимална позадина. Меѓутоа, многу е тековно, многу е трендовски. Господјата, потенцирам, на 73 години го разбира трендот, а вие не го разбирате. Следно, ја имаме Сандра Булок на премиера на последниот нејзин филм. Изгледа фантастично. Одличен е розевиот фустан. Одличен, навистина. Одлични се чизмите над колена. Меѓутоа, најкул овој изглед, што го прави? Го прави црниот блейзер. Заради тоа што на тој елегантен фустан, веројатно, повеќето од вас би облекле чевли или сандали и би ставиле добар накид, што не е, значи, дека ќе изгледате лош. Меѓутоа, во оваа комбинација, тој вечерен, свечен, елегантен, спектакуларен фустан и таа градација на бој му дава еден посебен момент со тие чизми и со тој блейзер. Изгледа прекул, изгледа префора и многу ми се допадна сето ова кај Сандра Булок. Next. Да, и да не заборавиме трендот кај мажи. Мене многу ми се допаѓа оваа целава естетика, да не посветувам посебно емисиите на машката и на женска мода, вака од време на време ќе уфрламе нешто што мене ми лепи око и и естетски ми се допаѓа и како тренд. Ја има на Никола фантомката, има одличен капут, има широки скинати панталони и ги има тие прекул коцкасти Баленсиага чизми. Супер е таа Тексас јакна, капчето, ракавиците, доле има Тексас фармерки, меѓутоа во многу интересен дизајн и целата фотографија е многу добра заради тоа што кога имате ваков нетипичен стайлинг со тие чизми, апсолутно позадината мора да ви е минимална за да изгледа тоа добро како што изгледа у суштина. Драги гледачи, сакаше да ми пукне душата на ова. Многу сакам вака. Сега е жешко, веќе за ова. Времето е надвор топло, меѓутоа, пошто ова се колекции за сезоната допрва што доаѓа, морам ја да се настегам вака еден бел капут со бела торба, бели ракавици, бела фантомка, бели панталони, бели чизми. Ова едноставно ме остави онака без зборови и да не е вака како што е самото парче по парче, чизмите, панталоните, торбата, ракавиците, капутот, се многу треновски, се многу ин. Браво. Next. Имаме од истото милитари, малку милитари изглед. Милитари, таа фантомка на глава, го имаме тој маслинасто зелен мантил или тренч, стегнате со кајш, ракавици, милитари панталони, фора чизми и прекул Гучи ташна во рацете. Браво. Ете, тоа би било тоа за денеска на темата мода, што е ин во моментов и што мене ми оставило впечаток. Одиме во
И добре дојдовте у делот за модни катастрофи. Не се плашете, секи биде окей. Што имаме денеска? Денеска госпожа модна инфлуенсерка стасала у Париз. Стаса таа, отсори, кога ја гледате видео емисија, она е веќе вратена. Али госпожа стаса у Париз, а едве чекав, реков пред неколку емисии дека ќе чекам да стаса во Париз и да видиме каков, пошто толку се спремаше за Париз, значи Париз се збореше како да ќе лета на Марс. Океј, меѓутоа да видиме како модната наша инфлуенсерка стасуваше во Париз, еве на аеродром. Транзиција, каква монтажа, каква љута режија со куферот клакната и одеднашка пред Ајфелова кула се појави она дотерана и хај, демек стасав јас, Париз тука сум, Ајфелова кула, добро, океј. Еве, да, во истиот стајлинг се испосликала пред Ајфелова кула, девојче да свати една работа. Што сакаш облечи, кога имаш такви чизмички, не е проблем бојата на кондурчињата што да ги прават на џињата како да се натипикани ти ушиш. Не е тоа проблем. Проблем е што ти ја кратат линијата на телото, девојко. Ти треба да носиш или високи чизми, или треба да носиш чевли или патики. Чизмичка до глушт за тебе е забрането. Толку ќе ти кажам од мене. Ајде да видиме следно. Еве она во истиот стајлинг, не е лошо сакото, нити сукничето, нити оваквото блузичето, нити ташничето, тука како што реков, модна катастрофа се чизмичките и она се клакнало у Мулен Руж, али она, драги гледачи, се уфилмала дека е туристички водич. Она туристички у 2,5 дена со се аеродром и враќање назад, она дозна се за Париз. Она дозна се за Франција и сегде успеа да се клакне и пред Ајфелова кула, и по аеродроми се вееше, и се натисна круасани, има после слики, и пред Мулен Руж, ама успут, она е туристички водич и објаснува. Што ни објасни модна инфлуенсерка, да видиме. Убавината на Париз е што во еден ден може да ги посетите скоро сите најпознати туристички атракции. Посебно ако се движите со метро. Лесно се стига од еден крај од друг од градот. Далеко ти куќа, мило моје. А дај уште еднаш да прочитам како се стасува, за колку дена се шетаат најголемите туристички атракции у Париз. Девојко, Охрид не можеш да го прошеташ у еден ден. 365 цркви има Охрид и ти не можеш во еден ден да ги прошеташ. Еве. Ама пишува дека вака она после вака се разбудила она у Париз. Значи се најала, еве. Она тут на Кармин за да пивне од кафето и да ја слика шолјата утуткана со Кармин и да ја постира на стори. Добро, што имаме следно? Тука ни ја сликаше трпезата. Еве што све она се најала од сабајле, што све она се натиснала. Значи изела еден француски круасан. Што правиш бре па ти? Изела еден француски круасан, изела уште некое пециво. Што е тоа? Леп ли е, багет ли е? И леп ли, суфли, леп јадеш? Таму има некој Што белја ме најде. Таму има и джем за да го мачка лебот, кафења и карвинот е тутнат на средина, ама и на очерчињето. Она направила блогерска композиција. Француска, како. Еве, се натисна, стави кармин, изеде круасани и се прошета пред пирамидите во Лувр. Меѓутоа, пошто има различни аутфити, претпоставувам дека во вториот ден она можда цела Франција ја видела. Пошто во еден ден го виде цел Париз, сега тука ја виде цела Франција. И ми се допаѓа, морам да бидам искрен, аутфитот пред пирамидите во Лувр ми се допаѓа како се стилизирала, да бидам реален, да бидам искрен, убав и мантилот, супер се фермерките, супер е патиките, торбичката, убава е фотографијата, убав концепт има, не е распад систем. Next. Пак е поетеса. Ама овде е така збунгурена е. А шо вика овде? За Лувр накнадно ќе објавам пост. Историња, бидејќи има многу да ви раскажам. Чекајте ме, ќе те чекаме. Дознав
доста tips and tricks. Што сакам да споделам со вас доколку одите? Не бе, она е туристички водич у Париз. Она е туристички водич у Париз, драги гледачи, пак и ми пукне душата, она дознала tips and tricks. Next. Еве клакната, у зелена сукња, баретка сменила црни наочари, зелената ташна, окей, ништо спектакуларно како стайлинг, окей, локните уште стојат, али пак е поетеса. Каде е сега тука? Ајде, она успеа за кратко време и у луксембуршките градини да отиде и нив ги објасни. И шо вика тука? Луксембуршките градини особено се преполни за време на викендите. Значи, луксембуршките градини за викенд се како у Скопје парк, сака да каже. Добро. Има многу луѓе кои се забавуваат или прават некоја физичка активност. Како Никола, што прави физичка активност во моментов. Никола прави физичка активност, вие не знаете, он се спрема за лето. Хопа, да. Околу централното езерце има столови за седење, што може да ги видите во позадина на оваа слика. Чека да видам столови за седење. И шо оти има сега столови за седење околу езерцето? И шо оти има столови за седење? Значи, девојче, у Луксембуршка градина си, па стварно си имала прилика да одиш на едни посебни историски места, ти даваш опис дека има столчиња за седење кај езерцето. Значи, next. И последната фотографија е дефинитивно Паризиен со Нью Йорк Таймс. Париз со Нью Йорк Таймс под мишка со багет. Еве го багетот. Овој багет она го носела у Лувер. Она си земала од дома леп купила. И отишла тамо, се разбудила и тамо го исекла и го ставила во тањер. Драги гледачи! Она го објаснува лебот. Чекајте. Дојди ти вамо, дојди вамо да видиш. Дојди да видиш како девојчето и рецепти дава. Седи тука, седни си. Она се него не му е добро од днес. Она си се најаде у Париз, ама се сликаше и со багети со леп. И сега види. Да, добро утро Париз пишала. Добро утро Париз стела леп. Векна стајал. Векна. Од жито лукс. Дали знаете дека багетот потекнува од Франција? Да. Овој вид на леп станал екстремно популарен уште во 18 век. Сега он да не отвори тука, да не меси пити, да не трга. Затоа денеска заедно со виното и сирењето се синоним на Франција. Не просветли. Што кажа? Не просветли, значи. Полека препати, што кажа не просветли. Јас се надевам дека она убаво си прошла у Париз, дека се натиснала лебови, дека не изела премногу миризливи сирења, затоа што од многу миризливи сирења и од француско вино знаете да добиете пробава да се продрснете. Така ли? Да. Се надевам дека ќе се врати во Скопје, а да не е ослабена. Се надевам дека ќе ги нема локните кога се врати во Скопје и дека со француската баретка и со филмот Французинка ќе биде толку. Јас ќе кажам, она ми е повеќе мене интересна во незината модна катастрофалност, отколку што е реално некоја што е многу дрпната или евакуирана. Она е само досадна, смешна и не е за мода, нели Никола? Ете така, кој звони? Ало? Да. Не, добро му е него, он се потресе од модните катастрофи. Така да, за денеска во модни катастрофи со мене и со господинот толку. Се гледаме у плакарот на Кека. Добро дојдовте у плакарот на Кека. Кека денеска има смислено нови комбинации. Повторно ровареше по продавниците на Fashion Group и си најде многу кул изглед и за преку ден, и за на работа, и за искачање. Денеска Кека најде перфектни панталони, ама сака да ги искомбинира у неколку варијанти. Ајде да видиме како овие панталони, што се многу модерни, се многу кул, Кека ќе ги искомбинира во дневна варијанта со Тексас, мајчка и такви работи. Да видиме како Кека сега ќе изгледа. Чак! Еве Кека се облече. Супер кул.
широки панталони, многу убав, пријатен, лесен и летен материјал. Бела, basic мајца, убави бели патичиња. Сега кека, за да може да се стави основни работи, го најде ова прекул ранче, може да си го носи и во рака, а може да си го стави и на грб нормално. Јас ќе ви го ставам тука затоа што не сака да се фали со ранецот. Ете така, држ го ти. И ќе си се наметнеме со еден прекул модерен Тексас јакна, и јас си облеков да си одговараме. Топ. Ќе ја наметнеме, еве вака, чисто така ради фора да биде убав кога ќе излезе, да биде топ изгледа, преубаво, прекул. Ако е врукина, ќе го тргне Тексасот. Ако е таман за пролетно време, може да си го облече, а може да си го носи само наметнато како и аксесоар. Супер дневен, модерен изглед, буквално за во било кое време од денот. Генерално јас секам дека за преку ден, меѓутоа не е дека ќе погрешите ако вака и навечер излезете, прошетате, пивнете некое кафенце. Сега Кика сака да остане у панталониве, ама сака да оди на работа со нив. Ајде да видиме како ќе се пресоблече. Чак! Еве, Кека се пресоблече. Ги задржа панталоните од претходно, ги надополни со црна, тенка, многу пријатна, памучна, basic мајца. Си зема соодветна ташна за на работа или бизнис чанта, со одлични коледж чевли. И сега кека да надополниме со некои детали. Имам тука оваа марама, која што мислам дека многу убава ќе дојде и ќе си се бендиса. Може и така да си ја стави, заради тоа што повторно кажувам, деталите го прават целиот изглед. И тука имам еден прекул мантил, што е иста боја како панталоните, кој нема да го облака, повторно ќе го наметне. Заради тоа што, да знаете, кога сте наметнати со мантил, е друг изглед отколку кога ви е мантилот облечен. Има нешто, некој посебен шик момент, така кога сте као поднаметнати. Повише сте така малку по-класи сте кога се поднаметнете, затоа што после можете да го одметнете. Еве Кека, спремна и за шетање, и за на работа, мега кул, мега фраерска, многу модерна комбинација. Сега, да видиме како Кека ќе ги задржи панталониве и ќе сака да искача, ќе оди да денса. Ајде да видиме што ќе се случи. Чак! Еве Кека се пресоблече. Ги задржа панталоните, спремна е за искачање. Многу пријатни, многу коматни се видам, многу удобни. Ги надополни со соодветна чанта за излегување, помалечка, значи навечер не се излегува со големи ташништа, торбишта кај што пикате глупости, се излегува со елегантно мало ташниче. Најде прекул фора сандали. Јас многу ги сакам овој тип на сандал, кога е штиклата елегантна и има само едно елегантно ремче напред. Тука, леле, падна кондурата, нема врска, она ќе си ја намети. Горе си облече боди. Ова е боди, не е мајца, сега да не ја соблекувам да ви покажувам дека е боди. Многу добро стои, ја прати линијата на телото, не изгледа вулгарно. Тука има мал пресек, малце да се види, нели, да биде поинтересно самото парче по себе. И сега, евентуално, Кека ако сака, повторно може да го искористи мантилот што го носеше на работа и ако е ладничко, додека стаса до некој клуб, да си се наметне ете така и ќе изгледа префора, премодерно и прекул. За денеска во плакарот на Кека со мене толку и ќе ви потенцирам дека сите овие парчиња што ги гледате се веќе по продавниците на Fashion Group. Линкот на све што видовте ќе ви оставам во дескрипција. Останете и се гледаме во Q&A. Добродојавте у делот Q&A, каде што поставувате прашања на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Делот тие прашања ги одговарам тековно на Instagram, дел ги чувам за во емисиите што ги снимам. Така да видиме што не сум одговорил тековно, а вас ве интересирало. Зошто не се пријавиш во емисијата Живот со стил? Како да се пријавам? Да се јавам и да речам ало? Ја не можам, прво затоа што не знаете што е живот со стил,
лајфстајлот подразбира нешто друго, а не е само наслов. Повеќе на таа емисија и одговара насловот Живот без стил и не е квиз шоу, како кај Лила, па да се пријавам. Next. Секоја критика ти е на место и би ми било чест да добијам твои критики. Никој нема зошто да се љути. Ти благодарам за констатацијата, што си сватил или сватила дека секоја критика е на место. Се трудам да биде секоја критика на место. Чест да добиеш критика, веројатно сакаш да ја добиеш, меѓутоа и ќе искористам приликава да ви кажам дека кога барате да ви ги критикувам Инстаграм профилите или да дадам мое мислење или ме прашувате што да облечете за матурска или за свадба, а при тоа не ве познавам, верувајте ми, не можам да го направам тоа заради тоа што не ве познавам. Од фотографија на Инстаграм не можам јас да проценам што на вас добро ќе стои или како ќе ви изгледа, а на темата никој нема зошто да се љути. Па за жал многу се љутат. Мислам за жал, мене ми е гајле што се љутат, али сите ми се љути. Бизнес секторот ми е љут. Општествено-социјални личности ми се љути, ЛГБТ ми се љути, политичарите ми се љути, естрадата ми е љута, колегите ми се љути, значи сите ми се мене љути, така да, али кој се љути нека му стои. Ја прашав мајка ми дали ги носеле во ратрак во Маврово, зашто сте генерација, се изнасме и рече да. Па да, па тоа е точно, јас не измислам глупости, како кажам јас и друг пат сум кажал дека хуморот доаѓа од животот и од секојдневието. Све што кажувам како хумор е дел од моето секојдневие и е вистина. Next. Кога прилог за добри или катастрофални венчаници? Треба да дојде тема и матурски фустани, треба да дојде тема и венчални фустани, така да и тамо има тековна мода, има и тековни промени. Кога да ви кажам, не знам, меѓутоа дефинитивно ќе има и за тоа прилог. Следно, какви фустани и ташни препорачуваш за полуматура? Ми треба совет, омилен си ми. Ето го прашањето. Какви фустани препорачувам? Тоа што го препорачувам, ако ги изгледаш сите овие 20 на емисии, ќе сватиш што препорачувам. Пред се, фустанот може да е многу едноставен, меѓутоа деталите се најбитни. Добри чевли, добар накид и каква ташна за матура, да, за полуматура, мала ташна, дефинитивно. А бидејќи си полуматурантка, немој да се трудиш да изгледаш како средновечна госпоѓа, заради тоа што нема потреба, доволно на тебе младоста и тоа што да имаш некаков си осет за мода. И да не се трудиш да бидеш нешто што не си, тоа ти е совет од срце, иако не знам од кого доаѓа оваа порака. Толку беше за денеска во Q&A и понатака поставувајте прашање на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Поздрав! За денеска со мене Сергеј Варошија во денешното издание толку. Следете на мојот Инстаграм профил, на профилот на Сергеј Reinvented, а со мене се гледаме за 7 дена.